18 мај, понеделник, добро вечер, почитувани гледачи, ново издание на дебатната 24 анализа, вечерва 24 интервју, со еден од поранешните гувернери на Народната банка, професорот Љубе Трпески. Добро вечер, професоре. Добро вечер, благодарам за поканата. Ви благодарам што ја прифативте, ретко се гледаме во ова студио, но доволно за да направиме некој осврт на некој изминат период. За жал сега ќе говориме повторно за кризен период низ кој поминува глобалниот светот, глобалните пазари, па и Македонија, не можеме да сме изолирани од тие трендови. Неколку конкретни теми сакам да обработиме со една ваша економска проценка. Прво сакам она што е актуелно за граѓаните, инфлацијата. Априлските податоци повторно беа над оние просеци и прогнози домашни, 5,7% на годишно ниво април, 8% кај храната, нели таа најмногу не интересира, има најголем учинок во семејниот буџет. Јасно е дека година од она прогноза 2,5% инфлација треба да се збогуваме. Да, не само ние, него и целиот свет, заради сите овие настани што се случуваат на Блискиот Исток, па и помеѓу Русија и Украина, има ревизии на проекциите не само од страна на Меѓународниот монетарен фонд, туку и од Европската централна банка, па и нашата централна банка и Министерството за финансии ги симнуваат за неколку 1-2 процентни поени пониско од колку што ги предвиделе на почетокот од годината, и тоа под предпоставка дека кризата на Блискиот Исток ќе заврши за 1 до 2 месеци, што е проблематично. Ако продолжи, тогаш навистина не очекуваат тешки времења. Ревизија спомнавте, направија и Меѓународен монетарен фонд и Светска банка, сега последно и нашата централна банка. Тоа се 1-2 процентни поени, но во проценти, ако рачунаме, тоа е многу далеку од сегашните позиции, 2,5% до 4%, тоа е голема разлика, нели, во тие проекции. Па добро е што така резонираме, замислете првата декада после осамостојувањето, кога ова што сега на годишно ниво ние го предвидуваме за зголемување на инфлацијата, тоа беше на дневна основа. Некако брго се забораваат. Добро е ако се обстои на овие новите проекции, меѓутоа во најголем дел сега инфлацијата во нашата држава произлегува од така наречената увезена инфлација, која што преку инфлација на трошоци влијае на зголемување на цените кај нас. Тоа не можеме да го избегнеме. Тука се главно енергенците, а ние сме 100% зависни од увозот. Ништо не произведуваме дома. Да, тоа сакав да прашам за факториве малку околу таа инфлација, колку се надворешните, а колку и внатрешниот економски амбиент и можно и веќе кажам и употреби, злоупотреби, манипулации со цените ја детерминира таа инфлација. Например, кога започна фронтот нов, Ирак, нападите и така натаму, Иран, извинете, следниот ден веќе некои производи беа со 20 до 30% повисоки цени. Само за еден ден, една ноќ по почетокот на конфликтот, веќе следниот ден ние во продавниците видовме корекција на цени. И малку така, и како потрошувач, и како новинари, како обичен граѓани се запрашав, ама е помината само една ноќ, а цената е веќе зголемена за 30%. Па добро, тоа е вообичаено во пазарни економии, стопанските субјекти или трговските субјекти да ги интересира пред се профитот, да не маат така наречена општествена одговорност и да користат секој момент да ги зголемат цените. Сега е дилема тука, дали да се оди со административни мерки, да се зауздаат, или пак со зголемена конкуренција, со зголемена понуда да ги натераат тие субјекти што така се однесуваат, да се однесуваат повнимателно. Имавме една одлука на Комисија за заштита на конкуренција за некоја форма на тоа здружување, картелско, имаше некои казни се доделија, но како момент беше констатирано дека сепак имаше некоја употреба или
злоупотреба на тие позиции на трговците. Во моментов на сила ни се ги продолжи владата мерките околу акцизи и ДДВ за горивата, а во останатиот дел постојано се вели, се прават анализи, се прават контроли, па што ќе произлезе од тоа, ќе се преземат одредени, ако треба, мерки. Нова веќе го слушаме од почетокот на годинава, како нарација, како оценка. Па, веројатно владата исчекува што ќе се случува на Блискиот исток, дали тамо ќе се смири ситуацијата, и со тоа и во Европа. Мерките се ограничени и на владата. Таа не може во недоглед да ги намалува акцизите, бидејќи и треба заполнење на буџетот. Негде мора да земи, негде мора да се скрати за да се компензира на друга основа каде што. Така да се надеваме дека брзо ќе, бидејќи има огромен притисок од светот пред се врз САД да се заврши ова што се случува со Иран, затоа што не е само енергенсите. Проблем е и храната. Ќе има огромен недостаток на храна, затоа што па и ѓубривата за земјоделското производство зависат од тој Ормуски залив, дали ќе биде проводен или нема да биде проводен, и се врши огромен притисок да се заврши тоа, за да се на некој начин врати во нормала економијата, светската економија. Околу тие изгледи за завршување на конфликтот малку подоцна, видов податок дека понафтените деривати, токму ѓубривата, имаат најголем процентуален раст во овие неколку месеци од почетокот на конфликтот во Иран. Се задржуваме дома во однос на инфлацијата. Извинете, не само што ќе има голем пораст на цените на ѓубривата, ќе нема. Тоа е вториот момент. Тоа се вели за енергенсите. Не се само цените, туку прашањето ќе биде и редовното снабдување, односно количините, дали ќе ги имаме. И како професор, и како поранешен гувернер, како економист, како се позиционираше фискалната и монетарната политика во вакви инфлаторни услови? Еве една ваша проценка. Фискалната, кога велам, тоа се владините буџетски политики, тоа е таа јавна потрошувачка, како да кажем, државната потрошувачка, и монетарната политика. Пред 10 дена или помалку од 10 дена, кога гувернерот актуелен Славески ги промовира, ги кажа ревидираните проекции, нотираше дека Народна банка ги следи случувањата, и ако е потребно, веќе не говориме за можност за олабавување, туку ќе има и мерки за затегнување на монетарната политика. Сега, како прво ја оценувате фискалната политика во моментов позиционирана во однос на движењата на инфлацијата? Па добро, определба е на оваа влада, пред се на министерката за финансии, да се изврши консолидација на буџетот и да се сведат оние параметри што ги бара Копенхаген, кои што во одредени проценти ги надминуваме, во одреден период да се сведат. Меѓутоа, сите овие настани што се случуваат пред се надворешни, а дел и внатрешни, го одложуваат тоа приспособување и враќање и во поглед на буџетскиот дефицит, и во поглед на задолженоста на она што се бара со Копенхаген. Кога велиме за ова да прецизираме, зборуваме, например, тој сооднос капитални инвестиции, трговскиот дефицит да не биде повисок од износот, правило кое што беше ветувано и лани, да потсетиме, но не беше одржано. А годинава веројатно уште помалку. Ќе видиме како ќе зависи се од настаните што се случуваат и пред се надворешни или натрешни. Треба ли да се троши или да се штеди во вакви околности? Ова, например, кога опрашувам за буџетот, тоа е и како ние дома, како граѓаните. Извинете, да се вратим сега за монетарната политика. Монетарната политика кај нас, заради врзаноста на денарот со еврото, не е потполно автономна, него зависи од монетарната политика на Европската централна банка, ако сакаме да го одржиме курсот онака како што е фиксиран 61, нешто. Така да Народната банка и во минатото и сега ја следи
политиката на Европската централна банка со одредени можни мали, али сосема незначителни измени на домашен план. Според вас овие две политики се компатибилни, одговараат соодветно на овој инфлаторен притисок што се случува? Па, за разлика од времето кога јас бев во Народна банка, сега соработката помеѓу Министерството за финансии и Народната банка е и институционализирана. Има мешовит комитет од представници од Народна банка и од Министерство за финансии кои што ја координираат монетарната и фискалната политика. Тогаш немаше, апсолутно немаше, ево само еден пример да ви кажем, 2001 година кога беше конфликтот, од буџетски суфицит за месец-два дојде до 12% буџетски дефицит. Никој не прашуваше Народна банка како ќе го одржи стабилноста на девизниот курс. Ги дуплиравме каматните стапки, тогаш за да ја одржиме. Сега е тоа координирано, не можат ни Министерство за финансии така нагло нешто да превезе, ниту пак Народната банка, и тоа е добар. Мислам, не е само оваа влада, од минатите неколку гувернери, да речем, што се измениле, таквата е соработка воспоставена. Кога реков компатибилност на двете, вообичаено овие две политики не се надпреваруваат, едната политика сака да троши, другата политика ги држи уздите за трошење, за да го контролира и го држи стабилен девизниот курс на денарот, но ова се вонредни услови во кои веројатно е потребна таа меѓусебна координација. Мислите ли дека предстои период, секако зависи од должината, време трајање на конфликтот и така натаму, но дали ни доаѓа период повторно на некои скапи кредити, ако вака ги следиме трендовите, ова е во контекст на таа можна затегната монетарна политика, ако пристапи гувернерот и одлучи Народната банка на еден таков чекор, каков период ни не чека? Да. Па во овие новоизменети околности што последниве месеци се случија, отворен судир помеѓу Европската унија и САД, отворен судир помеѓу САД и Кина, и банките се многу предпазливи, поготово во вакви земји во развој, кога дават кредити, и почна да растат каматите на кредитите. Така да се случува сега поевтино да се земи кредит дома, од домашните банки, отколку од странски банки. Што се случува владата бара, ајде малку таа позиција за јавниот долг. Како граѓани, што можеме да очекуваме? Се вели дека и самиот сигнал дека нема промена во каматната политика е сигнал дека нешто се случува. За сега нема таква интервенција, пак ќе повторам, дури можно затегнување. Што би значило тоа, гувернере? Вообичаено кога велиме затегната монетарна политика, тоа значи поскап пристап до поскапи пари. Клучен инструмент на Народна банка е со таа основна референтна каматна ставка, тоа е каматната ставка на благиничките записи. Значи, че ја зголеми, тоа значи зголемен интерес на банките да запишуваат благинички записи, а не да даваат кредити на населението или на стопанството, и на тој начин ја зголемува рестриктивноста на монетарната политика за да ја заузда, да речеме, инфлацијата. Тоа е основниот инструмент кој што го употребува Народна банка. Последните податоци околу таа кредитна активност беа добри колку што ги видов, што ги објавија, сепак имаме некои стапки на годишен раст на кредитите, на пласманите. Да. Банкарскиот систем кај нас, ако се земи како дел од економскиот систем, е најздравиот дел. Тоа не е дојдено преку ноќ. Требаше многу премрежења да се поминат за банките денеска да имаат она што се вика non-performing loans или лоши кредити, еднакви како земјите од Европската унија. Во моје време, кога јас бев гувернер, до 30% одеа тие лоши пласмани. Сега се на 2% како што се во земјите од Европска унија.
Тоа значи дека политиката на банките да даваат кредити на субјекти кои што можат да ги враќаат, а не по телефон, како што беше во минатото, да им се кажува на кого да даваат, на кого да не даваат, тоа дава резултати и тоа влијае и да се симнуваат и каматните стапки и тој распон, јас помеѓу пасивните и активните каматни стапки се уште не е на нивото на Европската унија, али се трендот е спрема да се приближиме до нив. Навлеговме во банкарски систем, јас за јавните политики и уште еднаш ќе поразговараме преку бруто домашен производ, ќе го проанализираме и тој момент. Ги видов податоците за банкарски сектор, мислам во прв квартал, точно е дека се јадро на економијата, стабилноста е таму, но во исто време кај граѓаните е таа реакција, иако се намалија одредени провизии или давачки еднократни надоместоци, банките живеат од камати, тоа е нивен или примарен извор, профитите повторно се толку високи што видов дека кај една банка се зголемени за 48%. 48% едно од водечките, нема да ги кажуваме со име. Профитите сепак се длабоки кај банките, што тоа е сигнал дека се здрави, иако една од водечките банки е со минус во салдото. Ја тоа го третирам како позитивна работа. Ако толку банката остварила профит, значи ги пласирала во субјекти кои што се способни да го вратат и да платат и камата, а не ги дала негде каде што ќе станат проблематични тие пласмани. И таа политика мора да се поддржува, а намалувањето на каматните стапки, па и на провизиите, не треба по мене со административни мерки да се решава, туку со зголемена конкуренција. Па имаме, професоре, конкуренција, па сведочевме на ненормално високи надоместоци, па дури и сега ги има за различни услуги, вака скриени по €1 и €1,5, сепак банките си наплаќаат од нас клиентите. Да. Имаме конкуренција, али таа не е доволна. 4-5 банки, најголеми што се, во Македонија, имаат на некој начин олигополска положба. Малите банки не можат во тој поглед да им конкурираат. Треба голема банка, уште некоја да влези на банкарскиот пазар, за да се зголеми конкуренцијата. Па добро, еве сега имавме преземање, нели, Алта, Српската банка влезе. Добро, али таа е се уште мала. Кога би била на нивото од Стопанска комерцијална или НЛБ банка, ќе сосема подруга конкуренција ќе се создаде. Велиме, банките си пливаат во пари. Пред да влеземе за овој разговор, пред ова интервју, 1 милиарда, ај точно да бидам, 1 милиарда 534 милиони и 255 илјади евра, значи 1,5 милиарда евра, банките имаат пласирано само во државните записи кај владата, без Народна банка. Во исто време тие изминатиот период се појавуваат и како финансиери спорадични на владата за различни инфраструктурни проекти. Дури сега во најава е дека банките ќе обезбедат финансиска конструкција, откако Синохидро, мислам за Синохидро беше, го откажа тоа финансирањето за Кичево Охрид, остатокот од делницата. Банките се клучни финансиери на владата, преку различни инструменти. Бизнисот често вели и покрај толку многу пари што имаат, и натаму се води таа конзервативна, не знам како е точниот термин да се каже, конзервативна политика, дека бизнисот навистина понекогаш му треба финансиска поддршка, особено на помали компании, на помали стартап бизниси, кои немаат некој бекграунд или дебели биланси за да ги исполнат условите, и тука малку треба како грб да се појават банките, да истапат, да се охрабрат и со тоа ја поддржуваат, нели, вкупната економија на некој начин. Или можеби си се комотни државни харти од вредност од Народна банка за гарантирана камата, ризик 0 и парите си се оплодуваат. Па во вашето излагање сега
практично повеќе прашања се поставија, па така ќе ми дозволите малце повеќе одговори да дадам на нашиот систем економски е банкоцентричен. Се уште најголемиот дел од населението штеди во банките, во вид на депозити, дали денарски или девизни. И затоа викаме банките пливаат во ликвидност. Кога би имало како во развиените земји разни финансиски инструменти, акции, обврзници, фјучерси, опции, тогаш ќе им помал износ ќе има како депозитна база во банките. На овој начин сега банките, како што реков, не пливаат во ликвидност, тие можат и на стопанството да имаат доволно да даваат кредити, али јас пред 20 години во еден труд имам напишано во онај момент кога ќе дојде да банките трчаат по добри субјекти и да ги превземаат како фудбалерите што ги превземаат тимовите, тогаш ќе дојде до стабилизација на нашата економија. Тој момент е веќе дојден, сега банките ги врбуваат добрите субјекти, зашто таму знае ќе му даде кредит и ќе го врати тој со камата. Тоа води кон стабилна економија со изгледи за раст. Добро, повеќе беше прашањето малку поризичните пласмани, зборувам каде треба малку економски, банкарски грб за овие што ги велиме стартап, мали бизниси, да им дадеме ветер во грбот економски, финансиски, за да можат да работат. Банките не треба со некои мерки да се принудуваат на поризични пласмани да одат. Затоа ја формиравме банката за поддршка на развојот. Таа е државна банка и државата треба да стои на тоа и во такви бизниси, стартап или поризични пласмани да влезе. Меѓутоа, за жал, не успеавме целиот овој период од кога е формирана таа банка да се докапитализира и да има доволно капитал за такви потфати да влегува. Неколку работи ме инспириравте да потпрашам, да не го заборам прашањето. Спомнавте дека граѓаните се принудени во наводници вишокот пари штедењето да го пласираат во банките, околу 4 милиарди, мислам дека се штедните влогови на граѓаните, уште толку на компаниите. Нема финансиски инструменти на вистина, дури моделот што го воведе, мислам, поранешниот министер за финансии, мислам дека беше во времето на Фатмир Бесими, граѓанска обврзница. Актуелната министерка кога дојде првично најави дека ќе ја укине како концепт, но ја продолжи, ние имавме, мислам, пред 10 дена граѓанска обврзница. Тоа е еден од ретките модели, тоа не се некои големи износи значени што може да сменат сликата од тие милиарди евра што лежат во банките. Кому му одговара да имаме ваков затворен финансиски систем? Системот е отворен законски. Дури секој граѓанин може да купува во Америка акции. Нивото на знаење во земјата не е на такво ниво, само мал дел од населението, да речам, купуваат акции во странски банки, во странски компании. Најлесно е тука во вид на банкарски депозити. За инвестициски фондови, нели, и тоа се форми, нели, доминантни. Да, имаме и фондови, меѓутоа треба време, треба нивото на знаење да се подигни за да можеме да така диверзификација да се направи на штедењето. Во овој дел кога говориме и за каматини или за инфлацијата, ги поврзавме двете теми. Во моментов имаме стабилен курс на денарот. Знаете, ние вака, ако гледаме by the book, да, имаме според мерки, го држиме и така натаму. Иако таа е вечна дебата кога е здрав момент за да се направи некоја флуктуација плюс минус заради извозот, бидејќи ја губиме нели конкурентноста и така натаму.
но велиме стабилен е курсот на динарот и дека динарот си ја држи својата вредност. Но ако отидеме во продавница со 1000 динари сега и пред не подалеку, пред 3-4 години, преполовена е вредноста на домашната банкнота, на домашната националната валута. Политиката или стратегијата што ја превзедовме пред 20 години на одржување на де-факто фиксен курс, иако по законот е флуктуирачки, и бранење со сите инструменти на тој фикс курс има и позитивни и негативни карактеристики. Позитивните е што има предвидливост на инвеститорите кои што одваѓа, знаат дека курсот им е фиксен, населението знае и затоа се намалува ова што се вика доларизација или евроизација, ако беше некоја 60-70%, сега е на 40% сведена. Да, 60% од депозитите или од кредитите се во домашна валута. Сега во домашна валута, 40% во странска, а некогаш беше обратно. Да. Значи, кога виде населението дека долгорочно се одржува тој курс, почна да верува и штеди повеќе во денари. Негативната карактеристика е што не може курсот, како што Америка го користи преку девалвирање на доларот, да го поттикнува извозот, ние не можеме овдека да го правиме, тоа е, али таква стратегија сме одбрале и тоа е поддржано и од Меѓународен монетарен фонд како стратегија што ја применуваме, иако во времето кога се воведуваше таа стратегија во ММФ имаше поделба. Едни сметаа дека е добро тоа решение, а друга една група влијателни функционери во ММФ сметаа дека не треба ММФ да препорачува таква стратегија, него треба да биде чисто флуктуирачки курсот. Али се одбра оваа стратегија и добро е што така се одржува со други мерки, треба да се поттикнува извозот. Јас знам дека пред 2 недели бев повикан на едно предавање на универзитетот во Штип по повод денарот, годишнина од денарот, и ваши колеги новинари ме праша текстилците од Штип кукаат дека со овај курс не може да не се конкурентни. Да, не се конкурентни. Тоа е факти. Извозниците, оние нето извозници што се за нив не одговара овај курс. Меѓутоа за вкупната економија ваквата стабилност преку курсот што се одржува е добро. Да, ова навлегува веќе во темата структурата, фирмите извознички, колку имаат удел во трговски дефицит, во вкупна економија, во вработување, колку важен сектор се, а се разбира. Ја проанализиравме малку инфлацијата, сега сакам малку позицијата на економијата преку БДП, бидејќи често ви економски, вие знаете, кога еден параметар ќе се помести, ќе се измести, веќе се изместуваат и другите. И околу стапката на БДП има корекција, за годинава мислам беше околу 3,8-9%, се намали на 3,5%, дури тоа е веќе оптимистичко сценарио. Ја газиме првата половина од оваа година, еве, завршува за некој ден, што се вели, поместени се и прогнозите за економскиот раст. Никако, професоре, не успеавме да се одлепиме тие 3,5%, тука постојано се движиме, дури и во здрави економски околности, ние не можеме некоја позначена стапка, последователно година, 2-3, да ја испорачаме над 4%. За жал така е, и не сум голем оптимист во тој поглед, имајќи во предвид обкружувањето, Европската Унија е доведена во многу тешка економска ситуација, мораат да издвојуваат огромни делови од буџетот за наоружување. Од друга страна, сами го ја прекина врската со Русија и со ефтините енергенци, и тие два фактори влијаат на рецесиони движења
Кај нас уште по-загрижувачко е што тие се најизразени во Германија, која што е нашиот најглавен трговски партнер. Тоа значи се очекува помали нарачки од нашите зони овдека, од фабриките што тие ги имаат во нашите зони тука. И тоа, а тие се главниот двигател на извозот од Македонија и главен двигател и на растот на општествениот производ. И не гледам во блиска иднина тоа да се промени во Европската Унија. Добро, сега, професоре, вака ве слушам и сега си велам, констатираме не само со вас и со други соговорници, колку е тешко, непредвидливо, инфлација, стандард, плати, раст на БДП, компании се жалат, пристап до пари, така натаму. И ние имаме изјава, например, од извршна власт, дека Македонија е меѓу трите европски економии според стапката на раст на бруто домашниот производ. Треба да сме подобри од, например, Ирска, Данска, не знам, Шведска. И сега ние тоа треба да го објасниме на граѓаните, или дека Македонија има најниска цена на горивата, што е математички точно, без, например, да го земе фактот дали соодносот помеѓу цената на горивата и платата што ја земаме, колку литри можеме да купиме тука, колку словенецот или гркот што доаѓа да ги купи, може да купи со неговата плата кај нас горива. Сега, прашувам која е вистината, бидејќи знам дека ова се тешки кризни времења, за жал нашите генерации све пребродија и 2008 кризата, војната 2001 година, па потоа загазин или 2008-2009 глобалната криза, па пандемијата дојде, па Украина, сега го има Иран, нема форма на криза што не ја преживеавме во овие 2 децении изминати. И јасно ми е дека мора да се прави некој менеджмент, ама овие изјави, трета економија, тогаш треба да се чувствуваме веројатно малку и посилни, дека имаме подобар стандард. Па добро, изјавите ние можеме да видиме во одредени периоди, меѓутоа која е базата на ниска база кај нас, одреден пораз и од 5% е помало отколку во Германија од 1% пораз на општествениот производ. Бидејќи веќе има развиток, сакате да речете, например, како африканските земји, ако се развиваат со 10%, не значи дека се живее и да, така да постојано слушам не само од кај нас, него и да речеме нашиот северен сосед број 1 се по раст, зависи од тоа колку е базата, колку е развиена економијата, па порастот спрема тоа се мери. За жал ние имаме ниски раст, стапки на раст сиве овие години на општествениот производ, се должи и на надворешни и на внатрешни фактори. Раст од 6-7% на годишно ниво може да го смалува јазот на развиеноста помеѓу просекот од Европската Унија и нашата држава. А со 2-3% само се продлабочува тој јаз. Имаше некоја пресметка, мислам, на Светска банка, како беше, ни требаат 100 години со стапки, не знам, раст од 6, 7, 8 или 10%, за да стигнеме негде до европски просек, што тоа беше како симулација некоја. Морам да една кратка пауза за реклами, па продолжуваме и околу јавен долг и Европска Унија. Кратка пауза за реклами и продолжуваме со вториот дел. Продолжуваме со вториот дел со интервјуто, поранешниот гувернер, професорот Љубе Трпески во студиото. Професоре, малку за буџетот го завршивме првиот дел. Капиталните инвестиции кај нас се нели носечки дел од буџетот, барем така ги проектираме секоја година. Пресметките на крајот покажуваат сосема нешто друго. И сега веќе кај нас се дебатира и за структурата на тие јавни инвестиции, од кои може 70% и 80%, да не речам повеќе, се овие патиштава што ги градиме. Имаме една таква структура која се подпира на коридорите Бехтел, Енка и Синохидро. Да. Па, добро е да се гради, да се градат патишта, добро е да се овие планови што се да се гради брзата пруга,
па и хидроцентрали. Тоа по мене е број еден би требало да бидат хидроцентрали да се градат. Патиштата не носат бенефит на краток рок, на долг рок тие носат оној пат кога ќе се изградат, кога ќе се постават рампи за наплата, па после сами ќе се отплатуваат средствата што се позајмени. Проблемот е ова патиштата од Кичево до Охрид, избрзан проект, без направен проект, без клучки да се направат и ревизии после на тој проект, па овие свлечишта драстично го зголемија, 4-5 пати е зголемена првобитната сума. Да се надеваме дека ќе се заврши наскоро тоа. Кога би се правело приоритети, јас прво на хидроцентралите. Струја ќе биде главниот проблем со струја, со воведувањето на вештачката интелигенција. Ние немаме доволно струја. Ја имаме Вардарската долина, не знам зашто се одолговлекува 30-40 години тоа да не се почне да се гради. Беше пред почнување Бошков мост, се прекина заради еколошки некои причини, али доаѓаме во голем цајтнот, драстично со експоненцијална крива ќе се зголемува потрошувачката на потребата за електрична енергија, а ние ја немаме. А од друга страна треба да затвориме и Битола. Да, мора, нели тоа имавме динамика, па одложувавме и така натаму. Чебрен Галиште, колку имаше, мислам 17-18 тендери беа за Чебрен и се уште како проект не го истуркавме. Имам чувство, некоја перцепција дека главно во овој период, овие 2 години, постојано говориме за брза пруга, за патишта, коридорите 8, коридорите 10. Важни се, нели, не само како вредност која ќе се отплаќа, него и инфраструктурно поврзување, зборуваме земја членка на НАТО, коридор 10 беше така попреку Бугарија, Албанија, што треба да не поврзе железницата. Важни се, или осмица беше. Да, коридор 10 до Гевгелија. Юг-север, ова исток-запад. Важни се како стратешки позиции за поврзувањето и тоа има одредена важна додадена вредност. Капиталните ги спомнав 500, 600, 700 милиони евра, така се ги пишуваме во буџет, на крај со сема други математиките, ќе видиме за годинава, во најава е ребаланс на буџетот, буџетскиот дефицит, април, мислам, беше крајот 72-73% веќе искористен, иако министерката вели се менува на дневна основа уплати-исплати, но како процент тоа е, зборуваме за месец април, ќе ги видиме ревизиите на владата, треба да го имаме ребалансот на буџетот. Сакам да ве прашам во овој дел уште за должничката позиција на државата. Секоја фискална стратегија се пишува, таргетот е 60%, но и годинава и следната ќе се пробие поради X причини, 59% од 100, сега нешто, јавен долг. По најава се нови задолжувања и дома, нови задолжувања од странство, за сега властите велат све тоа во рамката на планот, но еве планот вели Синохидро откажан и фалат 300 милиони евра. Веќе излегуваме од рамката на планот со еден таков финансиски инцидент. Се уште сме стабилни со овие стапки на раст, можеме комотно да се задолжуваме и да се ги враќаме парите? Па не, пренапрегнати се билансите во буџетот. Пред 20 години ние се гордеевме вака во разговори со новинари, кога ќе речено дека во тие моменти Република Македонија ги исполнуваше мастришките критериуми, тоа се за воведување на еврото што се бара, сега веќе не е така, ни во поглед на дефицитот, ни во поглед на задолженоста, ни во поглед на инфлацијата. Што значи тоа, професоре? Ни требаат ли веќе предпазливи? Пак се враќаме во кругот на стапката на раст. Ние со овие стапки на раст
економијата, важно е дека не стои се движи, Тие, но динамиката на движење за отплата, ниските ставки, за сервисирање. Дали веќе навистина треба да се запрашаме што правиме со секое задолжено евро? Ниските стапки на раст ги ограничуваат и сите овие после, ако имаме високи стапки на раст, имаме простор и за задолжување. Сега влегуваме веќе во едно врзино коло да се емитуваат нови обврзници за исплаќа на стари. Ама тоа секој си калими му уште некој нов долг. Да, али мора да се намалува. Мора да се намалува тоа ако сакаме да ги исполнуваме критериумите што се бараат од Европската унија. Ги спомнавте, земаме нов долг за враќање на старите, ама пак ќе повторам и дома кога се задолжуваме од надвор ќе уште едно 100 милиони евра плюс или 10 милиони кусор да останат, со тоа се кумулираат нови долгови. Факт е дека оваа влада наследи долгови како што претходната од претходната, тоа е циклус и тие мора да се сервисираат, во спротивно знаеме што значи ако навреме не се сервисираат врските, тоа една држава ќе биде во банкрот. Сметате дека се уште сме во стабилна финансиска кондиција државата? Да, апсолутно, мислам контролабилни се тие показатели, нема некој, да речеме, симптоми дека не може да се совладаат одредени препреки што се појавуваат, само треба смислено. Ево и ова задолжувањето на државата од банкарскиот сектор треба и тука внимателно. Банките имаат средства, меѓутоа ако премногу се задолжува државата од банкарскиот сектор, се појавува во економијата, ние на студентите ги учиме така наречен crowding out, тоа е истиснување на приватниот сектор од можноста да добива поевтини кредити. Бидејќи средствата отишле кај државата, поголемиот дел или еден добар дел и на остатокот што се пласира во стопанството, банките ги креваат камати. Затоа треба и тука внимателно државата да не го истисни приватниот сектор и да на тој начин да вештачки да се зголемуваат каматните ставки. Во буџетите и ланскиот и годинашниот пишува дека унгарскиот кредит што го земавме 1 милиарда евра, да подсетиме 500 милиони мислам беа наменети за доспеана евроврзница, ја вративме. 500 милиони ги поделија на компании, на приватен сектор преку банки и 250 милиони за општините. Главното образложение за овој унгарски кредит беше дека тие 500 милиони евра, таа пола милиарда, ќе ја видиме во растот на GDP, нели, во економијата. Ја гледаме ли, треба време да видиме, различни се мислењата на економистите, некој вела дека 250 милиони и не е некоја значајна сума, например за локално ниво, која што ќе даде некои видливи резултати, особено што таа топтан сума од 250 веќе се расцепка по години, 70 милиони, па 50, па 80, со некоја динамика до 2028. Дали ваквите заеми, овој заем се малку, вовед сакам да направам за да подсетам, беше дочекан со компрометирачки коментари, затоа што се земан или на невообичаен начин тет-а-тет влада, едно такво искуство со Тајван имавме, не ни беше баш пријатно, на крајот и не заврши убаво, на еден поинаков начин беше реализиран тој заем, а имаше на некој начин политичка цена, да кажем, освен економска. Што има? Па јас сум скептичен во поглед на давањето кредити со државна гаранција на општините. Бидејќи најголемиот дел од нашите општини не се оспособени да отвараат проекти кои што ќе бидат профитабилни и ќе го враќаат, самиот проект ќе го враќа кредитот. Кога велите не се оспособени, на што мислите? Не се оспособени кадровски, пред се, и второ, лесно влегуваат во долгови, затоа што во неколку наврати државата ги покривала и после пак истите тие општини пак дошле во ситуација. Знаат дека некој ќе го покрие тоа. Тоа води во ќорсокак.
не води во една здрава економија. И затоа ја немам увид како се користени овие средства што се давани на општините, али знаејќи го минатото, не сум многу оптимиста дека ќе бидат ефикасно искористени. Да, крајната цел пак ќе речам треба тоа да го видиме, ќе почекаме преку економските параметри. Бидејќи пак тоа се пари на граѓаните кои ќе ги враќаме сите ние со одредена камата. Во овој дел скам малку и околу становите да ве прашам. Што ни се случува на пазарот? Последна информација после долго време беше забавена е побарувачката на станови, можно намалување на цените. Навистина мислам 3000 евра за квадратен метар во Скопје. Што се случува со пазарот на недвижности? Кога разговараме со менаџерите, оттаму велат на зголемени трошоци за производство, за плати, за така натаму, но до 3000 евра мислам дека драматично овие после пандемијата цените на становите нездраво се зголемија. Да, скоро е невозможна ситуација на еден млад брачен пар денес да купи стан по овие цени по кои што цените се зависат од понудата и побарувачката. Очигледно побарувачката е поголема што овозможува градежниците да ги дигаат цените. И тука со апели не треба да се служиме да ги намалуваат цените кога има побарувачка за цената што ќе ја понудат. По мене мислам тоа е општо познато во економиите во светот, тоа може многу на едноставен начин да се реши, али треба храброст од владите тоа да го направат преку прогресивно оданачување на имотот. Например, да се утврди која е оптимална квадратура за едно 4-члено семејство и се што е изнад некое семејство што има повеќе станови со прогресивен данок да се даночува. Тоа е пракса во најголемиот дел од капиталистичките земји. На тој начин ќе се влијае веднаш ќе почне да ги продаваат. Нема да им се исплати да плаќаат толкави даноци, ќе почне и тоа ќе влијае на намалување на цените. Тоа не очекуваме од оваа влада, бидејќи е десно ориентирана. Меѓутоа се обиде колегата Тевдовски од економскиот факултет, кога беше министер за финансии, се обиде да внесе прогресивен данок, неговите го сменија. Да. Иако тоа беше како формула во официјална политика на социјалдемократијата е лево ориентирање и прогресивно оданачување. Клучот по мене за да се смират цените на стамбениот квадрат во градиништо, тоа е ова прогресивно оданачување. Значи постои некој модел, иако и ова е нормално тема за дебата, на кој начин, по кој модел и така натаму. Најави гувернерот Славевски можна интервенција. Имаше една мерка кога дојде, го намали износот на депозитот за млади луѓе кои сакаат да купат стан. Сега, мислам, од последните изјави беше дека сепак тоа дало ефект, дека млади луѓе... Тоа се ситни мерки кои што нема да ја намалат цената. Административно може ли некако, гувернерот најави некое можно административно делување за намалување на цените? Можно е нешто така? Не, ја не познавам, онда влегувам во административна економија. Само со мерки, економски мерки може да се направи тоа. Добро, јас кога велам административно така дефинирав, во суштина најави некои можни мерки, некои интервенции, доколку продолжат овие состојби на пазарот, за сега некако останува невозможна мисија ова што го видите, 3000 евра квадратен метар, 10 квадрати, тешко на младите 30.000 евра. Тешко на младите. Да, неверојатно пристапот до... А при тоа, статистиката последна од пописот беше фрапантна, мислам колку илјадници станови се купени, а стојат празни, без собственици. Се ближиме кон крајот на разговорот, сакам да ве прашам... Сега замислите на тие такви празни станови, уште данок да му воведеш да плаќа и то по ревалоризирана вредност, а не по некоја вредност историска што е, веднаш
ќе се обиде да се ослободи од тој. И тоа ќе влијае на намалување на цената. Значи механизам има, ајде ќе видиме како ќе се одвиваат работите, се ближиме конкретно на разговорот. Сакам околу Европска унија да ве прашам. Спомнавте дека е кревка во моментов, ги покажа сите слабости, разединета на различни фронтови, најпрво нели со Украина, па сега дури и со Иран, состојбите, имавме одредени примери на земји членки на Европската унија кои рекоа не влегуваме во таа авантура, свртеа грб нели на најавите и потезите на Трамп на САД. И покрај сепак таа е таа заедница за која што ние тука декларативно велиме сакаме да бидеме дел од неа. Албанија ги тера поглавијата, за Црна Гора велиме често вештачки сака Брисел да ја внесе, но еве процесот и таму се турка. Остануваме ли осамени во оваа приказна? Сега ова го прашувам во името на не нашите генерации, некои идни, на нашите деца и на нашите внуци кои сакаме да ни останат нели тука дома. Па јас сум на мислење дека треба што побрзо да ја отстраниме оваа пречка, што стои на патот за почнување на преговори. Затоа што ако почнеме преговори, тоа го правам аналогија со преговорите за аранжманите што ги имавме со ММФ и со Светска банка. Ако не беа аранжманите, немаше свест ни во владата, ни во парламентот да ги превземеме тие драстични мерки да ја стабилизираме економијата од хиперинфлација да ја доведеш. Тие рокови што беа поставени со аранжманите за исполнување на разни критериуми и секое министерство задолжено да го исполни, тоа донесе резултати да сега зборуваме ако се зголеми од 4 на 5 инфлацијата, дигаме паника, а тогаш како што ви спомнав на почетокот, дневно растеше толку инфлацијата. И ако ги почнеме преговорите, ќе бидеме присилени да превземаме мерки и да ги исполнуваме со забрзано темпо реформите што се потребни да ги направиме за да бидеме компатибилни со Европската унија. Затоа треба што побрзо да ги надминеме овие пречки и да ги почнеме преговорите. Само на тој начин можеме да се приближуваме кон Европската унија, да отвараме поглавја и да затвараме поглавја. Значи сепак не е важен тој процес да го одржуваме во живот, бидејќи имаме ние, пак ќе речам повторно, се повикам на примерот, бидејќи таму се креира политиката, тој ја менеджира државната политика, веле ние можеме вака и со децении да чекаме ако сакаме. Добро, тоа е овој политички став, не тоа е како иднина, како перспектива, зборувам и предвидливост. Треба, по моје мислење, што побрзо да ги почнеме преговорите со Европската унија. Економијата, знаете, сам професоре, не е изолирана сама по себе како островче, е дел и од други општествени сегменти. Колку е важно правдата и правната држава за здрава економија, бидејќи имаме ние дома инвеститори. Нашиот извоз се потпира на странски директни инвестиции, пред се концентрација на автомобилска индустрија. Мислам дека е дури 50 и повеќе од 50% нашиот извоз се потпира само на компании од автомобилска индустрија. Да. Сите тие сакаат некоја предвидливост. Предвидливост значи почитување на договорите подпишани со влада, например за дека владата ќе си го оствари својот дел кон нив кога вели ќе дадеме поддршка финансиска, субвенции, даночни ослободувања. Колку е важна правото и колку се важни правото и правната држава за здравата економија? Па добро, ја мислам, кај нас се внимава кон тие меѓународни договори што се да се исполнуваат обврските повеќе спрема внатрешните субјекти нема доволно, да речам, правда. Правната држава е мислам услов без кој не може да имаме стабилна економија и од тонај период кога господинот Прибе ја нарече Република Македонија заробена држава, треба тој имидж што се создаде во Европската унија за нас треба да го отстрануваме на секој можен начин со внесување во сите сегменти на
правната држава. Кога спомнав правна држава, изминатиот период сигурно следите вести, ние најепските криминали што беа најавувани, разрешницата беше дека не е поведена истрага, например, за ЕСМ Мазутот, а тоа беше еден од епските криминали, или Бехтел Енка беше епски криминал, исто така сега е клучен носечки за економскиот раст, суштината на капиталните инвестиции. И во тој контекст делам дека прашувам и себе си вака и реторички, со леснотија ги кажуваме работите, зборуваме за компании, за економија, потоа не ги гледаме разврските, па колку е важен и тој сегмент. Па важен, јас не ги знам ни договорите со Бехтел Енка, ниту па ова сега што е. Така да не можам да давам суд за тоа, али во секој случај транспарентноста е клучен елемент во правната држава. И моето последно прашање, неблагодарно е, но ајде да прашам, кои се вашите проценки, следите, читате ова со Иран, кога ќе заврши? Америка веќе загазува во изборен период, нели? На Трамп денешна некој твит беше Иран, мисли му ја, ќе напаѓаме, ќе ве нема, пак имаше нешто. Такво после престојат преговорите со Пекинг, мислам, кај бе? Па мене единствена надеж ми е приближувањето на изборите во Америка. Мора да заврши барем неколку месеци Трамп со војната, иако не зависи само од него, многу зависи од Израел, дали ќе заврши војната или нема, па и од Иран, на што ќе прифати, под какви услови да заврши војната. Во секој случај да се надеваме дека ќе заврши, зашто штети и на самата Америка. Па да, добро, веќе и на самата Америка. Денеска пред да дојдам овдека читав од Ајова, една од сојузните држави, аларм дигна фармерите, немаме ѓубриво. Заради ситуацијава со Ормузскиот залив. Значи и во Америка се чувствува не само со колку се осетливи тие на подигање на цената на бензинот. Туку и во земјоделските производи, снабдувањето на суровините и на производите. Ајде ќе видиме како ќе се одвиваат работите, значи сега да сметаме на главен адут изборната кампања која ќе почне, па никому не му одговара, особено нели на Трамп, на десницата, да влезат во таа приказна со уште едно жариште. Ако влезат ги губат изборите, сигурно. Да, уште едно жариште, претходно да не зборуваме царински, трговски војни и така натаму, што ги започна. Професоре, го исцрпевме терминот за ова интервју, брзо мислам дека помина. Ви благодарам еве за овие оценки, проценки, па се гледаме во следна прилика. И јас ви благодарам на поканата. Благодарам уште еднашка. Професорот Љубе Трпевски, еден од поранешните гувернери, беше дел од вечерашната анализа. Почитувани, се одјавувам, пријатно.